Координација и поврзување на сите надлежни институции, измени во постоечката законска регулатива и отворање на психолошки советувалишта и прифатни центри е она што во моментот е неопходно како олеснување на целокупната постапка во решавање на проблемите со семејното насилство. Во 2018 година на ниво на држава биле пријавени дури 1300 случаи на семејно насилство, во кои дури 665 како жртви биле жените. Според пријавите, најзастапено е физичкото насилство, но не е исклучена статистика и на психичко насилство, кое се уште се крие заради срам од јавност и институциите немаат увид. Ова беа заклучоците од трибината Стоп за семејното насилство во организација на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените и координативното тело при општина Виница, а во соработка со Центарот за креативен развој, едукација и психотерапија Аспекти. Оваа трибина на тема Стоп за семејното насилство има за цел да ја подигне свеста на населението, меѓутоа и свеста на институциите и проблемите на кои што наидуваат во рамките на превенцијата и интервенцијата на семејното насилство. Трибината не само што има едукативен карактер, трибината пред се има карактер во кој што има за цел да ги пронајде проблемите и препреките во интервенцијата и во превенцијата на семејното насилство. Трибината ги обедини не само некои од жртвите на семејно насилство кои што се осмелија да бидат присутни, меѓутоа ги обедини сите институции на општина Виница и од различен аспект да го согледаме проблемот на третирањето на семејното насилство. Самата трибина заврши со констатација дека има повеќе препреки кои што не се мали, препреки кои што се однесуваат на пријавување на семејното насилство и препрека во која што жртвата ќе може да истрае до крај, да го издржи процесот на справување со семејното насилство. Самото тоа ни даде идеја дека е потребно еден малку поинаков пристап во промена на законската регулатива, но и пристап на промена во имплементацијата на законската регулатива. Сепак оваа трибина ни даде до знаење дека не смееме да бидеме да молчиме пред семејното насилство, не смееме да бидеме слепи, дека е потребно постојано да бидеме активни, да ги истражуваме можните начини на решение, да правиме промени во согласно со потребите кои што се наметнуваат од секојдневниот живот во справување со овој проблем. Во трибината активен придонес, споделувајќи своји лични искуства, дадоа и жени жртви на семејно насилство, кои во неколку наврати ја истакнаа потребата од поголема поддршка на институциите, како и отворање прифатни центри за згрижување на нив и нивните деца. Во моментот дел од нив се вклучени во мерките од оперативниот план на владата во соработка со Агенцијата за вработување и се дел од програмата на општина Виница за општекорисна работа. Во трибината активно беа вклучени и инспектори од полициската станица во Виница, психолози од Центарот за социјални работи, представници од Здравствениот дом во Виница, представници од Агенцијата за вработување, од општината, Советот, училиштата и невладините организации.